Започнуваме со регионалните вести. Советот на општина Тетово избра председател, но според дел од партиите тоа е направено нелегитимно. Се реагира на тоа што е избран со гласовите на само 15 од вкупно 30 советници. Денешниот избор на председателот на Советот на општина Тетово Аднан Билали е нелегитимен, затоа што за него не гласаа мнозинството на советници од Советот на општина Тетово, што е кршење на членот 19 на деловникот на Советот на општината, реагираа советниците од Алијансата за албанците и БЕСА. Значи денеска беа присутни 24 советници, од кои 15 се гласаа за. Мислиме дека 15 бројка не е доволен број кој што треба да за да се избере председателот на Советот општина Тетово. Мислиме дека 15 плюс 1 тоа е бројкава кој што мислиме дека треба да биде задоволна за да може да се избере председателот на Советот на општина Тетово. Аднан Билали од ДПА вели дека не е ништо спорно во неговиот избор, затоа што моментално се верифицирани мандатите на 30 советници од вкупно 31. Но еден советник не му е верифициран мандатот на еден и затоа се избра со 15 гласа. Координаторот на советничката група од Алијансата за албанците Ариф Селами вели дека и со 30 верифицирани мандати изборот на Билали е нелегитимен, затоа што за него гласале 15 советници, што е недоволно да се обезбеди мнозинството на советници од 50 плюс 1. Отаму најавија дека во рамки на институциите ќе се жалат на, како што рекоа, грубото кршење на законот. За изборот на Незири гласаа советниците од ДПА, СДСМ, ДУИ и советникот од Демократската партија на турците. Против гласаа советниците од Алијансата за албанците и БЕСА. Советничката група од ВМРО ДПМН ја напушти седницата, поради, како што рекоа, солидаризирање со граѓаните кои беа приведени откако падна во собранието на 27 април. Сметаме дека овие конструирани и политички апсења во знак на реваншизам на политичките неистомисленици со политиката на актуелната власт на чело со СДС доведува до непостоење на основни демократски услови за работа како во парламентот, така и во советите на општините во Република Македонија. Најавија дека ќе се вратат на советничките столчиња, кога во земјава, како што посочија, ќе провладее демократска клима. Околу 15 часот до нашата редакција пристигна мејл од Канцеларијата за односи со јавноста при општина Тетово во врска со одржаната седница и изборот на председател на Советот. Заради деликатноста на состојбата, соопштението го објавуваме во целост. Надлежниот сектор од администрацијата на општина Тетово утврди дека изборот на председател на Советот не е во согласно со член 47 став 2 од Законот за локална самоуправа и член 19 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Тетово. Ја информираме јавноста дека председател на Совет на општина Тетово не е избран. Со поставување на заштитен најлон и санирање на критичните точки, привремено ќе се реши проблемот со кровот кој прокиснува во гостиварското основно училиште Гоце Делчев. Изнајдено е привремено решение за кровот во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, кој години наназад е во лоша состојба поради што кога врне, капе вода во училниците на горниот кат. Од локалната самоуправа информираа дека јужната страна на училишната зграда ќе биде покриена со најлон кој се користи за оранжерии, материјал кој штити од снег, дожд и ветер за период од 3 години. Покрај јужната страна, која зафаќа површина од околу 1000 квадратни метри, ќе се санираат и оштетените делови на покривот на другите страни од зградата. Воедно ќе се интервенира и на сомнителните точки, од кои се претпоставува дека може да протекува вода, како што се местата каде што поминуваат жиците од громобранот. Зафатот го реализираат 2 фирми кои пројавиле интерес да помогнат без надоместок. Овој проект кој се очекува да биде завршен неделава е гаранција дека оваа учебна година учениците ќе ја завршат без проблеми. За трајно решение наредната пролет ќе се извршат сите тендерски постапки и за време на летниот одмор ќе се изведат работите за изградба на нов покрив. Следната учебна година во основното училиште Гоце Делчев ќе биде решен клучниот проблем со кој училиштето се соочува последните години, најавија локалните власти.
На улицата Драге Тодоровски во гостиварската населба Леска се поставува канализација за отпадни води, со што треба да се надмине проблемот со поплавите, кои се јавуваат во тој дел при обилни врнежи. Гостиварското јавно предпријатие Комуналец привршува со поставување на канализација на улицата Драге Тодоровски во населбата Леска, каде граѓаните се соочија со поплави од обилните врнежи неодамна. Како што информира од предпријатието, станува збор за канализација од 150 метри, со која ќе се реши проблемот и жителите од околните куќи повеќе нема да мора да стравуваат од нови поплави. Неделава на терен таму излезе и градоначалникот Арбен Таравари, одблизу да ги проследи работите. Тој потенцираше дека проблемот постоел 15 години, иако се работело за помал зафат. Жителите од населбата Леска во последните обилни дождови се соочија со поплавени дворови, подруми и вода во самите домови. За проблемот алармираа и јавно преку медиумите, барајќи да им се помогне, а помош побараа и од надлежните институции. Повреден 12-годишен пешак од Боговиње во сообраќајна незгода и тешка кражба во спортска обложувалница, бележи денешниот полициски билтен. Во него информација за повреден работник во гостиварска фабрика. Ноќта помеѓу 11 и 12 овој месец засега непознати сторители извршиле тешка кражба во спортска обложувалница, лоцирана на улица Благоја Тоска во Тетово, собственост на 49-годишниот тетовец И.Ј., информира СВР Тетово. Откако насилно ја отвориле пластичната влезна врата, насилно исто така ги отвориле и вратите од трите апарати за игри на среќа, ги извадиле касите и одзеле парични средства во вкупен износ од 35.000 денари, а потоа незабележани од никого го напуштиле објектот. Се превземаат мерки и активности за откривање на сторителите и целосно расветлување на пријавеното. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи информација за повреден работник во гостиварска фабрика. Имено денеска на ургентното оделение во гостиварската болница бил донесен 58-годишниот гостиварец НС со изгореници на лицето и вратот, а кој претходно ги задобил работејќи како бравар во фабриката. Укажана му е лекарска помош и поради сериозноста на повредите, итно е префрлен на скопските клиники. 20 на минути пред тоа НС се обидувал да изврши замена на филтерот на една од двете пумпи за гориво. Го отворил капакот и тогаш бил испрскан на лицето и вратот со мазот со висока температура. Во денешниот полициски билтен информација за повреден 12-годишен пешак на регионалниот пат Тетово-Пирок во Боговиње. Сообраќајната незгода се случила околу 11 часот, а во неја учествувале патничко возило Opel Astra со тетовски регистерски таблици, управувано од 23-годишниот ТР од Боговиње и 12-годишниот малолетник од истото тетовско село. По несреќата пешакот задобил телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. Според првичните сознанија од извршениот увид, причина за несреќата е неправилно вршење дејствие. Полицијата ќе ги отстранува и соодветно ќе се санкционираат незаконски поставените тезги за продажба на јавните сообраќајни површини во Тетово. Овие активности се со цел да се придонесе за поголем ред и безбедност на тетовските улици и тротоари. Почнувајќи од денеска и во наредните 20 на дена, полициски службеници на Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, во координација и содејство со повеќе инспекциски служби, ќе се ангажираат на расчистување на јавните сообраќајни површини во Тетово од самоволни узурпации за трговски, угостителски и други цели и намени, информираат од СВР Тетово. Ќе се отстрануваат и соодветно ќе се санкционираат незаконски поставените тезги за продажба на земјоделски, конфекцијски и други производи, но и другите видови узурпации, а со цел да се овозможи непречено и безбедно движење на возилата и пешаците. Ова дотолку повеќе што наскоро се очекува да се зголеми вкупната сообраќајна фреквенција на Тетовското и поширокото полошко подрачје. На сите оние кои веќе ги узурпирале сообраќајните површини
машини, ќе им се изготвуваат адекватни поднесоци, додека активностите најпрво се планира да стартуваат на и околу Тетовскиот плоштад, пошто со истите ќе бидат опфатени и улиците 120 и Линденска, Видојас Милевски Бато, Борис Кидрич и други. Глобите за ваквите узурпации изнесуваат 300 евра во денарска противредност за физички, 2000 евра за правни лица и плюс 600 евра за нивните одговорни лица. Овие активности се очекува да придонесат за поголем ред и безбедност на тетовските улици и тротоари во пресред на доаѓањето на времено вработените во странство, кои дел од нивниот одмор ќе го поминат во родните места, информираат од СВР Тетово. Ликовниот уметник Зоран Бошковски ќе ги изложи неговите најнови дела пред Скопјани. Неговата 8-ма поред самостојна ликовна изложба ќе биде отворена утре во јавната установа Кочорацин во Скопје во 18 часот. Познатиот тетовски ликовен уметник магистер Зоран Бошковски на 14 месецов ја најавува својата најнова 8-ма поред изложба, насловена како Символиката на ликовните елементи. Преку изложените дела Бошковски овој пат ќе се представи пред скопската публика, конкретно љубителите на ликовната уметност, ќе имаат можност да уживаат во сликите во јавната установа Кочорацин Скопје, а отворањето е закажано во 18 часот. Инаку творештвото на магистер Зоран Бошковски едно широм отворено воспејување, кое започнува кротко со милозлива резигнација, воспејано со аурата на сакралната светост и рафинирана духовност во инкарнатот на жените светителки, овенчани со духовноста која не навраќа на повишениот патос на едно изминато време. Појавното во сликарниот ракопис на магистер Зоран Бошковски е во евидентна генеза, трансформација, преобликување во поновите циклуси, во една се поабстрактна лексика, каде неративното се повеќе исчезнува, символите стремат кон многојазичност на геометризмот, а платната добиваат се посимволичен монохромен израз во многослојноста на лексиката, а звучната динамика на недофатливото во транспарентноста на композицијата ја акцентира дихотомијата на светот, на ововремените искушенија, кошмари и страдања, кои се провлекуваат преобликувани од реалното кон надреалното, се вели во освртот на Виолета Калич за ликовното творештво на Бошковски. Младински образовен форум од Тетово организира настан по повод Меѓународниот ден на човековите права. Младински образовен форум со цел одбележување на Меѓународниот ден на човековите права организира соодветен настан. Како дел од мрежата на градови каде форумот го одбележува Меѓународниот ден на човековите права, и Тетово ќе биде место каде ќе се прикаже филмот во рамки на филмскиот фестивал насловен Филмови кои значат. Настанот ќе се одржи на 14 декември четврток со почеток во 19 часот во просториите на невладината организација Лоја во центарот на градот. Ќе биде прикажан филмот Што носи утре од режисерот Бет Марфи. По филмската проекција ќе следува дискусија на темата и за филмот. Говорник е Мабера Камбери. Филмскиот фестивал е со поддршка на амбасадата на Кралството Холандија, а ќе се случува во Битола, Велес, Скопје и Тетово. Штом ќе има решение за новите членови во владата, јавноста ќе биде известена, ќе има диалог за нови решенија. Членството во НАТО и во Европската Унија остануваат наш врвен приоритет. Испративме силна порака за политичка волја за градење добрососедски односи, но и за затворање на сите прашања што се пречка за евроинтеграциите, порача премиерот Зоран Заев на конференција во организација на Евроатланскиот совет на Македонија. Посветени сме на наоѓање на начин да се надмине проблемот што го има Република Грција со името на нашата држава. Веруваме дека тоа е можно преку инклузивен пристап дома и со градење на позитивна атмосфера на добрососедство и соработка со Република Грција. Имаме и пријатели околу нас кои што сакат искрено да ни помогнат. Оттаму, со право очекуваме Република Македонија да биде следната земја членка на Алијансата, а во текот на првата половина на идната година да добиеме и покана за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Работиме фокусирано на таа цел, со граѓаните и за нив.
особено за младите. Буџетот на Министерството за култура е развоен и ќе тежи 69 милиони евра, рече министерот за култура Роберт Аладјозовски на денешната пресконференција, на која го образложи планот како ќе се трошат парите во ресурсот култура. Најави дека ќе се крати на мегаломанските проекти од претходната власт и дека со новиот буџет се става крај на проектот Скопје 2014. Буџетот во културата за 2018 година е развоен буџет, со кој ги кратиме мегаломанските и непродуктивните трошења на парите на граѓаните. Вкупниот буџет на Министерството за култура за 2018 година изнесува 4 милиарди 268 милиони и 497 милијади денари, односно околу 69 милиони и 406 илјади евра, што представува зголемување од 4,48% во споредба со лани. Со овој буџет му ставаме крај на така речениот проект Скопје 2014. Нема нови штети и товар за буџетот и во однос на парите на граѓаните и се раздолжуваме на времено за досегашните обврски за да не создаваме дополнителна финансиска штета. Поради протекување на киселина во фабрика во Ашах Андер-Донау, повредени се 40 работници. Од просторијата, како што наведува полицијата, биле евакуирани 100 работници. Не се познати детали за инцидентот. Ова е втор инцидент во голем австријски објект неделава, каде што беа повредени голем број луѓе. Имено во терминалот за природен газ Баумгартен вчера дојде до експлозија. Демократот Даг Джонс победи на изборите за Американски сенат во сојузната американска држава Алабама, победувајќи го републиканецот Реј Мур. Американските медиуми наведуваат дека со тоа е нанесен тежок пораз на американскиот претседател Доналд Трамп, кој силно го поддржуваше Мур, обвинет за сексуално вознемирување, а се подсмеваше со демократот. Изборите беа одбележани од валкана кампања, која предизвика национален интерес, но и голема поделба меѓу републиканците. Откако неколку жени го обвинија 70-годишниот Мур за сексуален напад, додека тие биле тинејџерки, а тој имал околу 30 години. Соединетите американски држави изразија подготвеност за разговори со Северна Кореја без предуслови, иако остануваат одлучни на сите начини, вклучително и со воена акција, да го убедат Пјонгјанг да се откаже од нуклеарната програма. Од друга страна, иако шефот на американската дипломатија Рекс Тилерсон ја даде таа изјава, што означува помек став на Вашингтон, севернокорејскиот лидер Ким Джонг Ун стави до знаење дека неговата држава ќе стане најголема нуклеарна сила во светот. Помошникот генерален секретар на Обединетите нации за политички прашања, Џефри Фелтман, изјави дека и покрај изјавата на севернокорејскиот лидер има шанси Пјонгјанг да разгледа можност да се избегне војна со САД. Британскиот велосипедист Крис Фрум имал позитивен допинг тест за време на одржувањето на трката околу Шпанија, на која ја освои титулата. Возачот на Sky имал двојно повеќе салбутамол од дозволената граница. Светската велосипедска организација поради овој случај побарала дополнителни информации од Фрум и тимот Sky. Британецот вели дека ја зголемил дозата, но во дозволените граници и дека Светската велосипедска организација има апсолутно право да поставува прашања. Тој исто така истакнал дека го послушал советот на клубскиот доктор да ја зголеми дозата поради симптомите на асма кои му создавале проблеми во текот на Вуелта. Денес имавме претежно облачно време, предпладне магливо. Дуваше слаб до умерен повремено засилен ветер од југозападен правец. Утринските температури се движеа од 1 до 4, а дневните од 5 до 8 степени. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, по одделни котлини со појава на магла.
Ќе дува умерен ветер од западен и југозападен правец, кој повремено ќе засилува. Утринските температури ќе се движат од 3 до 6, а дневните од 7 до 12 степени. Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!